Стадион. Стадион. Емисија за вашата вистина. Стадион. Добро утро, Македонија. Канал 77 емисија специјално посветена на вашата вистина. Денеска ќе биде доста послободно, ќе биде свечено барем за вас, слушателите. Ќе можете да се јавувате и зборувате колку што сакате. Колку што јас ќе ви дозволам, не ќе ви дозволам доста повеќе. Затоа што сме малку и послободни, тој циклус на дланка со запознавање на Македонија, сите качија на нашата прекрасна држава. Малку го паузираме, ќе продолжиме веројатно од наредната недела. И денеска ќе имаме фактички слободна тема или слободни теми. Имаме едно интервју кое што сигурно ќе побуди интерес кај вас. Пак тука нешто за бугарско-македонските односи од културен, духовен аспект, но има интересни поенти. Ке слушнете и ке видите на интернет тие кои што не гледаат малку подоцна едно видео интервју, но ке можете да проговорите и за она што е топ тема изминатата недела за мене, Дејан Георгиевски, новиот спортски херој на Македонија, сребрениот олимпиец од Токио. Знаете што најмногу почитувам и ценам кај Георгиевски? Неговата скромност, упорна, значи без никакви помпи, без никакви фанфари беше испратен. За разлика, например, да се подсетиме на фудбалерите на Европско првенство, те вакви церемонии, те онакви церемонии, те такви очекувања, сите треперевме. Малиот алал да му е. Си отиде, даде само да изјаве ќе освои медал, немаше некои коментари, немаше некои така спектакуларни испраќања. Си освои ни малку ни повеќе сребрен медал, а и во финалето се држеше извонредно. Само тој успеа толку изеднашен резултат да направи со русинот 15-9. Аз мислам дека малку префасциниран беше од друга ситуација, од друга прилика. Мислам дека може лесно и да го победи русинот. Ајде има и друга ситуација. Еве да не го чекаме новото соочување на Олимпијада за 4 години или за 3 поточно. Туку на светско првенство сигурен сум дека Дејан ќе освои златен медал. Честитки за Георгиевски. Георгиевски требаше денеска, се договаравме, меѓутоа има набиена агенда. Продолжува со тренинзите. Разговарав и со неговите тренери. Еви, јас не знаев, веројатно многу мина од вас, каков спорт е теквондо. Значи, за разлика од каратето, теквондото е, или таеквондо, тука е дебатата, како да се вика или како точно изворно се вика овој спорт. За разлика од каратето кој не е олимписки спорт, теквондото е олимписки спорт и теквондото станува многу популарно на Балканот. На оваа олимпијада Хрватка освои златен медал. Србинка по втор пат, Мандиш и беше преземето, освоила златен медал. Значи за Србија втор златен медал на олимписки игри во теквондо. Еве и ние за малку златен медал освоивме сребрен медал. Чи за тоа сакавме повеќе да зборуваме, но ќе има можност во некој од наредните емисии Стадион да дојде и Дејан и неговите тренери. Честитки за сите нив, Дарко Костовски, Борче Костовски. Ке имаме некаде после 11 часот можност да го слушнеме најверојатно доколку се ослободат од тренинзите и од снимањата што ги имаат интензивно тренерот Борче Костовски. Некои од спортските новинари, колеги, ќе ми помогнат на оваа тема да позборуваме. Но пред тоа ви реков ќе слушнеме едно интервју. Нашите телефони ги знаете: 032-397 707-397 727 и 397 717. Можете слободно да се јавувате и да комуницирате, да ги кажувате своите ставови на овие теми. Јас сакам само да ви потенцирам уште неколку теми од интересната, а која недела не била интересна? Интересната мината недела во Македонија, вообичаено интересни се сите. Ова со Илинден, нека ни е честит
Илинден, нека ни е вече. За прв пат си гледам многу интересни коментари, па и нервози, жестоки реакции, предизвика одлуката на председател Пендаровски на Мечкин Камен да не држи политички говор, да не се случува манифестацијата точно на Пладне во 12 часот, туку да ја помести во 18 и наместо да зборуваат, да говорат тоа некои општо национални, општо народни, македонски, државнички и така натаму и така натаму. Заради тоа, јас и во оваа емисија сум зборувал дека би им забрело на политичари да зборуваат на Мечки Камен, туку би им дозволил уметниците да имаат своји изведби, на актери да говорат, да имаат некои представи, да кажуваат текстови од некои пригодни драми, песни, поезии кои што се посветени на националниот македонски вознес, или некој научник, не историчар, сега историчарите се опасни, проблематични се, затоа што историјата е интересна, секој се чита како што сака, а не како што треба, како што фактички се случувало. Значи, уште од порано сум го тврдал тоа што сега го прави Пендаровски. Значи, јас го оправдувам тоа. Без разлика што некој рече кукавички однос, овој бега од одговорност, јасно да го каже Гоце Делчев, Критко Гули, Никола Карев, па макар и да се налутат да заграми против бугарите. Тоа е за Илинден. За Дејан ви кажав, отворен Балкан, или како се викаше пред тоа, мини Шенген. Мини Шенген се што е мини не чини, отворен Балкан е опен Балкан. За мене е многу подобар термин. И тука имам позитивно мислење. Знаете, викат, ова е пак србизација. Тие што до вчера скока и не плашеа со Бугарија, ја напаѓаа Бугарија, сега денес ќе напаѓаат Србија. Ја не знам што сакаат. Чи да беше и Босна и Херцеговина, да беше и Црна Гора, а добро е да бидат и тие, тогаш можеше да се зборува Република Српска за некаква србославија, србизација на овој простор. А вака со Албанија има некој баланс, ние сме некаде во средина, па дури може да ни одговара србите и албанците како контрапункт, ние некаде во средината, подобро во една таква поширока, во еден таков поширок, не е сојуз, ова е така иницијатива, група, проект, подобро ќе дишеме. За мене е најбитно во целата ова иницијатива економскиот аспект, бизнис аспектот. Знаете, и до сега сме можеле лесно да патуваме Албанија, Косово, Србија, Црна Гора, не знам за Босна и Херцеговина, мислам дека и за таму важи тоа, со лична карта патуваме. Меѓутоа, не станува збор за физичкото поминување на границата, за физичкиот проток на индивидуално ниво, на индивидуална основа. Ние како физички лица зборувам за бизнисот. По 2-3 дена чекаат камионите за да поминат граница. Значи, ако се ослободат тие граници за тие камиони кои што пренесуваат стоки, кои што се основа за функционирање на бизнисот, тоа ќе биде извонредната работа. Основно работа што треба тука да се пресмета добро од економски аспект е во тоа колку ние сме симетрични, односно равноправни, колку сме асиметрични или послаби во однос на економските текови со Србија и со Албанија. Што ќе добиеме и што ќе изгубиме? Што можеме ние да извезуваме? Што они ќе увезуваат ке нас без никакви проблеми, без никакви царини? Па и позитивна некоја основа за размислување. Затоа што во секој случај Србија е многу поголем пазар, па и Албанија од Македонија. Колкав пазар ќе добијат они, а колкав пазар ќе добиеме ние, нашите фирми. Сега, ако ги бива, ако се добри за бизнис, тогаш би било тоа супер. Ако не ги бива, тогаш никој не ни е крив, ни албанците, ни бугарите, ни србите, туку ние самите. И тука, значи, имам едно позитивно мислење и давам поддршка на оваа иницијатива и очекувам да се придржа тамо и Косово, макар што во тоа не верувам во скоро време, и Црна Гора и Босна и Херцеговина. Еве, од Грција има за некои иницијативи позитивни сигнали, се надевам дека и Бугарија тука ќе влезе. Но, ова не значи крај на Европа. Не значи бегство на Европа. Знаете, еден наслов и јас сум ставил тука, отворен Балкан, затворена Европа. Заради тоа што е затворена Европа се појавува отворен Балкан. Но, отворен Балкан нека биде вовед во
поширока, поголема, послободна, поотворена Европа. Тоа се тие работи за почеток и нешто што на брифингот им избега на сите, гледам малку луѓе го напишале. Пендаровски се пофали дека како никој председател досега успел за прв пат да внесе во специјалната единица Волци припадници на албанската етничка заедница. И покрај тоа што имало голем отпор, натрешен, со образложенија, со, не знам, некој вокабулар, зарем и елитната специјална единица македонска, што ни преостана единствена, ќе ја шиптаризира. Успел, значи, врзостова на критериум, важат за сите други, значи таму не треба да има етничка основа, туку треба да има луѓе, млади луѓе кои што ги исполнуваат физичките и психофизичките тестови кои што се доста ригорозни за влез во оваа специјална врвна елитна единица. И уште од тој брифинг да кажам дека Пендаровски не верува целосно во исправноста на последните пресуди за 27 април и затоа очекува од апелациониот суд во врска со пресудите за организаторите или нарачителите да преиспита и да одговори на многу дилеми. Тој вели, ако не е главниот нарачател тука Груевски, многу детали не може да се разјаснат. И второ вели, како може организаторите, нарачателите да добиваат помали казни од извршителите. Извршителите имаат максимум некаде околу 7-18, па им намали апелација за 1 година, 2, и сам за Чавков тука. Авторите не повеќе од 6 години и 6 месеци. Значи, би требало секојаш обртно да биде. И еден многу битен момент, тоа се вика преседан или прецедентно право. Не може амнестијата како олеснителна околност за настаните од 27 април упадот на собранието да важи за организаторите, односно за судијата кој што го водеше овој случај, со судењето на организаторите или на нарушителите, како сакате, а да не важи за извршителите. Толку за почеток, доколку имаме слушател на линија да го пуштиме. Добар ден. Повелете. Режија, имаме ли слушател? Режија, ако го немаме, да одиме директно на она што ви го најавив, интервју со Владлен Александров, режисер од Бугарија. Поводот за овој интервју, Владлен е позната македонската театарска публика, има 10 представи најмалку режирано во Штип, во Скопје во Драмскиот театар, Куманово, Струмица. Завчера во четвртокот имаше премиера на представата што ја режираше овој бугарски режисер, драма изгубена во времето по текст на Сашко Насев. Режија реков Владлен Александров. Инаку станува збор за представа во која што главните луѓе ги играат Кети Дончевска Илик и Горан Илик, и плюс има една мултимедијална ситуација оваа представа, има и филмски елементи. Во филмскиот дел во видеото актерка е Александра Пешевска. Да кажам уште и дека драмата изгубена во времето е инспирирана од Темно сино речиси црвено, Валтинос, представа за животот, за луѓето во салата и уметниците и актерите. Ова го вели режисерот Владлен Александров. Според него, сериозна представа за сериозна публика во несериозно време. Многу е битно што оваа представа се случува во едни вакви тешки времења со пандемијата, културата, речиси сите ја заборавија. Ова е многу добра работа да продолжат да се случуваат премиери. Бев на таа премиера, мислам дека имаше околу 270 до 300 луѓе во салата, а вистина бев изненаден со сите протоколи. Тоа е значителна бројка на публика која што убаво, многу убаво реагираше. Се гледа дека е гладна за вакви настани. Владлен Александров, бугарски режисер, на тема колку културата може да го пробие мразот зидовите помеѓу Бугарија и Македонија. Стадион. Емисија за вашата вистина. Многу често доаѓа во Македонија. Уметничкиот порив е само
врската што ве спојува или има и нешто друго, кое што значи братство, кое што значи заедничка историја. Тоа се интересни сега термини, без разлика на некој дали му се допаѓат или не тоа. Най-важно е братството. Най-важно е тая заедничка история и естествено тая история да бъде повързана с културата. Проблемот е како се толкова тоа заедничка, дали општа, дали Мен ми е трудно изпреплетена. да го коментирам този политически момент. Мисля, че ние сме много близки народи. Много сме близки. Даже в фамилия моя имам луги, които са от Македония потекло. Имам, както се вика, македонци от Кукуш, които са се преселили в уния тежки времена, 12-та година. Една от темите на геноцид 21 в 21 на Любша Георгиевски в Драмски театър беше това. Тая тема за Егейска Македония, за егейците, за преселуването, за насилието, за загуба на идентитета и така. В този смисъл историята на Македония ми е много близка. Много се чувствам като на своя земя, както се вика. Много приятели, контакти имам тук в Македония и винаги, когато идвам тук, съм щастлив. Много ми е приятно. Много се усекам вакъл разположен да работя добро. Денеска има представа овој театър, после първото време, ова премиера. Сите треба да не радува после ова пошет што се случува со короната. Има изненади, имаш и доста публика со сите протоколи. Колку сте задоволен? Кам цело време представате како дали ви е прав пат? Добро, винаги човек има трема. Винаги. То е невъзможно да не имаш трема. Да. То е особено. Театър е живо изкуство. То е изкуство, което много зависи от публиката. От това как публиката диша, как гледа, как възприема даден текст. Много съм задоволен от работата с екипа на театъра Вукуманово, Центъра за култура, и ние много отдавна искахме да работиме заедно с Кети и Горан. Тия са ръвни глумци, отлични глумци са. Аз сметам, че това са едни от най-добрите глумци на Македония. С Горан имам работено в Струмички театър, Сон на летната нощ. Той беше преди много години, почти 20 години вече от тогава поминаха. То беше една велелепна представа в Струмички театър. Тогава една млада екипа влезе в оная продукция на Сон летната нощ. Сите взеха награди. Васко Зафирчев тогава, то му беше почетък, първа улога. Взе награда и тия младите сите там взеха награда на Войдан Чернодрински. Искам да кажа, че всека следваща представа е като първа. Тя е винаги първа представа. Тя е като бебето, което се ражда, току-що се е родило и всеки трепери да види, що се случи това бебе. Това представа како вакцина, затоа што ова е победа на сите. Културата никој не ја забележуваше, дава нешто помош, меѓутоа сите на страна, како да велеа во ова тешко време кој му е до култура. Аз мисля, че чудна публика имаше тая вечер, супер публика беше. Во това топло време навънка, жещина, врукиня, дойдоха много хора, то много ме радва. Гости от Скопие имаше. И ми се струва, че точно в такива мигове, в такива времена, с COVID, с някои епидемии, политически ситуации, турбуленции, и кай нас в България сега има страшна политическа турбуленция и тук, и насекъде, ми се струва, че културата е той е остров, където е спасението на хората, защото уметността е духа. Без дух на къде сме? За какво живееме? Само за пари, само за... И Сашко Насев много добро усетил това в текста. Това му е една от темите, която тема за
липсата на духовност, липсата на смисъл на живеенето, нас много ни провоцира, много работехме на тая тема в представата. Много е модерна аспект на режисерските решения. Аз съм задушевен. Има и дигитални ситуации, има мултимедия, има мултитаскинг. Думците са. Това е некој микс, виртуозно игра со текстот и Сашко. Треба да размислуваш. Има една интересна реченица, вели, информациите и вестите се побрзи од светлината, а мислата не функционира. Да. Само гледаме слики. Тоа го рефлектира модерното денешното време. Оваа представа не трябваше да я контемплирам, да я размислувам. Да, смисъла на нашата работа беше това, да накараме публиката малко да се замисли, зрителя малко да помисли. Не може постоянно комедии. Аз в България имам режирано страшно много комедии. В момента две от най-актуалните комедии на българския театър са мои. Едната има вече 300 изведби, другата има 200. Едната се играе 7, 8, 9 години, другата 7 години. По този смисъл не може само това. Трябва и представи, които да може публиката да се замисли над своето битие, на своя живот, на това, което е около нас. Някак си, вие казвате модерно. Има и филм, има и... Да, защото живееме в такова време. Много е универсално времето, много е ситуациите по цял свет. Вие виждате, интернет ни залива. Младите вече не могат без интернет. Те не могат да живеят. Всеки млад човек на улицата, като го видиш, той работи с телефона, той не те гледа в очите. Той само е наведен на екрана. Да. Телевизиите те засипват с клипове, с монтажи. И за нас беше тия технологии важно да ги користиме, да ги използваме. Сега, дай Бог, всичко да е премерено, да е, както се вика, да има мерка с цялото това нещо. Аз мисля, че тук сме успяли и филма, който заснехме с актьорите, също добро се вклопува в концепцията на тая представа и на този филм, на този текст, защото ми се струва, че съвременният живот е вакъм, фрагментарен е. Той е като мозайка. От много неща се събира нашия живот. Днеска вървиме по улицата, едно ни се случва, след 20 метра друго, след 30 метра трето, четвърто, срещаш пети ситуации, изведнъж новини невероятно из цял свет се случва. Кой очакваше COVID да има? Никой. Дойде COVID-а, ни затвориха, па ни попущат, па втора вълна, па трета, па четвърта сега се чака. То е страшно. Просто почваме да живеем в друга паралелна вселена. Такава е ситуацията, ми се струва. Со музиката не го свагате като забележка, ама лично аз повеќе преферирам по-жестока музика. Имате ли дилема за да, например, користите повеќе гитара, повеќе рок, или пак ке изгубевте мерката, што ми е рекол? Да, стремяхме се много да... Има го този момент на меланхолията вътре и затова го потенцирахме това нещо с музиката. Ние користим и класична, и съвременна музика. Има някои преходи в пиесата, които са много динамични, точно с такава рок музика взимаме актуална, бърза, динамична. В този смисъл най-големите рок групи на света изпълняват най-добрите балади. И Beatles, и Rolling Stones, и Назарет, и Led Zeppelin, най-големите, най-добрите балади. И ти ги помниш баладите, а другото не го помниш. Това в тази смисла некак си винаги и най-модерната музика върви към класиката. Нека си остава в класиката. Да, от името на 21 век, на 20 век, ма става класична. И Пол Маккарти ще го помним с неговите най-добри. И Джон Ленън, и така, и така. В този смисъл нашето усещане за това премешване, това смесване на различни стилове вътре ни беше много важно. Повод роденденот на салонот на Прима Мебел во Скопје. Ја честиме цела Македонија со попусти. Дојдете и на веќе намалените цени на тапацираните гарнитури, дневни соби и кујните по мерка, добите дополнителни 10% попуст.
Прима, штеди за семејството. Светлечки реклами ПАП Охрид. Изберете квалитет. pap.com.mk. По повод роденденот на салонот на Прима мебел во Скопје, ја честиме цела Македонија со попусти. Дојдете и на веќе намалените цени на тапацираните гарнитури, дневни соби и кујните по мерка, добите дополнителни 10% попуст. Прима, штеди за семејството. Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слузокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки. Добар ден, имате Исомар? Еден од најдобрите универзитети за едни од најдобрите. Препознај се на еден од 12 факултети и 3 академии. ugd.edu.mk. И да се вратиш во минатото и да одиш кон иднината. Повторно ќе налетнеш на истата љубов. Сазна, струнка, од грозд струмица. Брза, прецизна и квалитетна услуга. Сечење на ласер во ПАП Охрид. pap.com.mk. Стадион Контакт 032 397 707 и 397 727. Вибер и WhatsApp 072 607777. Канал 77.mk. _, Facebook. Канал 7. Стадион. Емисија за вашата вистина. Има и повеќе кои што се кокетираат со актуелната ситуација на Македонија и Бугарија. Тоа возчето. Да. Зависи кој како го сваќа, тоа може би нама, да? Тоа е пругата до Бугарија што никош не е. Да. И толку сте песимисти и вие како во представата, бабата умрела чекајќи. Да. Ами, тука се роди целото това нешто. Това се роди од целото нешто. Срамно е толку години да нема един добар пат до Софија и да нема ЖП линија, дали да има пруга. Но тоа е некакси актуалната политическа состојба меѓу нас. Ме ми се струва, че по-битно е да се срещаме културните дејци од двете страни. Тоа е важно. Сега с Сашко сме замислили един проект голем българо-македонски да направиме, дай Боже да го осъществиме, да видиме дали ќе се случи на основата на биографията на Гоце Делчев, на основата на взаимоотношенията на Яворов с македонското движение. Трябва да уважаваме, как да кажем, нашите предци. Трябва да има уважение и съответно и да уважение сега да си имаме един на друг. Това е много битно, много важно. Не случайно тая велика мисъл на Гоце Делчев, че културата е полето за надпревар. Светото е, да. Това е велика мисъл, това е гениално. Аз не знам доколко е автентично това, което го е казал Гоце Делчев, но важното е, че на него го преписват и той е гениално. Да. В този смисъл сметам, че за мен е най-важното да се срещаме на полето на творчеството, на полето на уметността. Ето аз тия дни пак отново Владко Стефановски е в София с Теодоси, имат концерт. Пред колко месеца беха, минатото лето пак беха в София, правиха страшен концерт пред НДК. Там има едно место много добро. Великолепни беха, великолепни. Просто изключително. Сметам, че това е нашата среща. Това ми е 10-та представа в Македония, моя постановка. Никога ще сте имали проблеми? Или сега почнувате да имате? Нема проблеми, не. По-преко сега? Да. Или културата е... Не. Никой не ме гледа така, ради цялата ситуация, която е тензията. Не знам. Аз... Може и в Бугария да ме гледаш, шо бареш в Македония? Да. Не, нямам такива връзки, нямам такива ситуации. Аз мисля, че хората от двете, както се вика, от двете страни на границата,
са по-мъдри. От политиците. По-мъдри са. Народа е по-мъдър. Днеска гледах една репортажа, че няма да има граници от 23-та година между Сърбия, Албания и Македония, който дай Боже да се случи. Дай Боже да се случи. Аз мисля, че ще доживеем това време да няма граница, което аз искрено вярвам между България и Македония да няма граница. Мене не ми се верува како може со Албанија, ај со Србија, да го договараме тоа, а со Бугарија да... И аз мисля, че това Проблемот е што е фрустрацијата, виза, комплекси или служби. Комплекси. А и службите много помагат. Службите Службите много помагат. Много помага. Да, за тия неща. Затоа што ако може преспа да си играат кај вас, како да се емитува, Да. ако може тука под прикритие, како се викаше, Да, ако да, може да. други серии, ако може Горан Стефановски, која почина да има големи хвалоспеви таму кај вас, игране во Бугарија. Как е игране? Аз бех 15 години директор на Пазарджишкия театър, един от най-важните театри в България. И 2 представи имам големи направени на Горан Стефановски. И татуирани души и Диво Месо. Любчо Георгиевски от Битолски театър ги поставяше, ги режираше. Валентин Светозарев сценография, Мариан Нечек музика. Самия Горан беше, Багия идваше като министър на културата на гости. Много се работува. То не имаше кой македонски театър да не е бил при мене на гастрола. А каде погрешивме? Зашто тоа не ги движи овие тие Не мудрости знам, културни. така ми се струва. Абе, човек винаги прави грешна стъпка понекога. Сега политическите односи между двете държави не са най-добри. Не знам на къде ще стигне тази работа цялата. Останувате на тоа дека културата е лек за се. Абсолютно. Аз вервам това нещо. Музика, па и забава и... Со кой да вода конфликти? С Сашко Насев, аз му правим сега представа. Той е много активен човек в Македонския културен център в София. Изключително, може би най-активният културен център в България е Македонския културен център. С Венко Андоновски, мой стар приятел, на който съм оправил 2 представи и каза, че много добро съм ги режирал. С Бато Димитров да воювам, с Кошмар, първата ми постановка в Щип беше Кошмар на Братислав Димитров. С кой? С Горан Скети, с Ирена Ристич, Биляна Драгичевич, с екипата голема на Струмишки театър. Няма шанс. Има ли поделеност на културните работници, так, на уметниците? По смисъл? Успя ли политиката и там да влезе и да ги подели? Абсолютно. И в Бугария? И в Бугария, да. Не ли Особено за последните, култура, за уметници? особено последните години много. Наши и ваши. Почнахме много в България, особено с тая власт, последната, която беше на Бойко Борисов, некак си се поделихме на защитници на ГЕРБ, на Бойко Борисов, пък други беха против него и така нататък. Това много усложни взаимоотношения, въпреки че мисля си, че на моите приятели в България някакси загърбват тия неща, зад гърба ги оставят. Аз мисля, че в отношенията ни с македоно-българската дружба, да го наречеме културна, няма да се разкъсат никога. И после на прашање, сте режирали ли историска некоја драма? Не. И која е улогата тука на уметникот? Мене ми пречи кога некој од политиците ке рече ова не е коректно, но уметноста треба да се игра. Да. Не треба говор на омрза да ши, не треба. Меѓутоа може да ги поставува како сака работите, затоа што и тоа е предмет на расправа. Например, имаше филм кој што беше проблематичен. Да. Ја не зборувам за намерно кокетирање, за намерен маркетинг, за кревање на рейтинг. Меѓутоа, проблемот на уметниците и историјата. Най-битно е уметноста доминира. един уметник да има реалистично отношение към историята. Това е най-битно. Значи, замешали реклама вътре, политика, това би така. В това отношение давам винаги пример с Шиндлеровата листа на Спилбърг. Той е евреин и неговото семейство е пострадало от нацизъм. И той реалистично отразява една история вътре. И вие знаете какъв светски филм и невероятен филм е. И този филм по някакъв начин така се възвисява
над конкретната политичко обвинување. Тоа веќе се граничи со документаристика, меѓутоа има Да. проблеми со уметнички погледи. Ватикан се бунеше за Да, Исус Христос. добро. За Ватикан Александар тоа си е проблем. Македонски, за неговата ориентација сексуална за... Да. Во този смисъл казвам, че особено по тия теми България и Македония трябва да сме много внимателни. Много внимателни трябва да сме къде пипаме. И как разсъждаваме за тех. За общата... да се разделува вътрешните пориви, но туку декларативно. Јас сум българин, јас сум македонец. Най-големият български поет за мен Яворов е най-големият защитник на Македония. Той е водач на чета в ВМРО. Той е неговата болка, това му е сърцето, това му е страданието. Една от най-хубавите текстове на българската драматургия е Нирвана на Константин Илиев за Лора и Яворов. И тук половиния текст аз го правех в Щипския театър. И то много успешно. Над 40 изведби имаш по цел Балкан. С Коловски и и Кристина. В смисъл говоря, че вътре в този текст се говорят страшни истини и за Македония и за България, но те не са политически. Те са строго творчески, уметни. Съзнанието на уметника по отношение на тая проблем. Да. За крај. Песимист, оптимист. Оптимист. Мора. Трябва. Аз мисля, че да. Ако състават влада, в момента имаме много разумен президент, Радев. И аз мисля, че той ще намери начин някакси така, да намерят общ език с вашия президент и с Заев и с министър-председателя, нали, премиера, да намерят обща гледна точка към проблемите. Владлен Александров. Благодаря. Хвала ви много и аз. Стадион. Емисија за вашата вистина. 10 часот 48 минути. Го слушнавте бугарскиот режисер Владлен Александров. Тоа се неговите размислувања. Мислам дека сето тоа што го кажа врви е позитивно и така ако размислуваме. Мислам дека нема да имаме проблем на линија македонско-бугарски односи. Имаме слушател и да ви најавам дека имаме измена. Се јавија шампионите. Ке дојдат во студиото Дејан Ѓоргиевски, Боче Коставски и Дарко Коставски, значи неговите двајца тренери. До крајот на стадион, значи за неколку минути очекуваме да дојдат, ке зборуваме за теквондото, за Олимпијадата, за Дејан Ѓоргиевски. Добар ден, повелете. Ве слушам. Добар ден. Поздрав од Битола после долго време. Прво честитки за Дејан, за неговиот успех и преку него за нашата држава Македонија. И сега столе како да бирам искрен, запратет ми со сите овие асфалтни дупки, направивме, кладовме клупа, не кладовме. Ама сега како да фатиме ритам после овие сите работи. Каде што свесно го Добро, зашто локалната самоуправа не ви е интересна? Не ни е интересна, затоа што ќе ни ја пукнат глата, сега само ќе ќе распишат изборите, не мора ти додатно 2 месеци да не држиш на линија. Најшто ќе биде во Битола и во сите овие други градови. Па има локални телевизии, има радија, има дебати, има сега таму можат. Стадион е чисто политичка емисија, кај што ја слушат на сите континенти. Уморва то да слушаш, например, во македонска каменица, како тие направиле нешто во едно место кај што да купиш сладолед, дури да го дојадиш сладоледот, ќе излезиш од македонска каменица. Значи, тие ќе си ги решават на локално ниво, ќе си прават. Што ме интересира мене или некој од Пешчево за дупките во Битола и дека Битола е раскопана. Што добиваме со тоа? Си направивте едно мирни емисии, така фала, пријатно, и затоа ги неќиме тие теми. Затоа што вешто избегнавте крупни политички теми, од таму блокадите на одбивањето за датум, резолуции, казги, ќе биди, не ќе биди, анализи за пописи, шо не пропуштите со дупките во македонска каменица. И сега како да почнеме со нешто? Ајде да почнеме со ти што велиш околу прославата на Илинден. Значи по твое прифатливо да нема зборање, да нема лаговари. Тоа треба куртуазија. Да нема политички, јас си го кажав своето образложение. Вие имате право, ама работа.
Ама дали е подобро да нема никакви говори, односно еднаш за секој пат да се седни да се анализира зошто вечно се смири по едните или по другите или зошто се плука. Значи, дали сум во право кога велам дека досега сите тие прослави беа партизирани, исполитизирани, имаше многу скандали, афери. Нормално ве Столе, затоа што идејата за македонска држава е уште пред 903 и заедно со 903, што едните не го признаваја тој период, него се почнува се од 45-та. Значи, односно сега, како што велат бугарите, дека србите и Тито ние дале државата. И тука зборуваме за 3 Илиндена. Значи имаме прослава и на Пелинце, така? Абе, Пелинце е изнудено затоа што ни го зеде Прохорчински. Пелинце е ништо, Пелинце е едно канцеларивче обично. Кај што мораше тогаш Благоја Стефановски да го направи. Пелинце е ништо, Пелинце е само слики, наредени и глупи. Историското место се знае кај беше. Значи кавгата е меѓу комитите и партизаните. Односно, сега прво им ги озеде значењето бугарите на партизаните, им кажа дека вие не го слободивте македонски народ. Добре, дојдоа гостите, вака. Ајде. Теквондо, знаете ли што е теквондо? Не, добивам искрен невев и не ме привлеква. Не знаете? Обично поќе ужива во спортови со топка, меѓутоа секоја чест за Дејан и поготово ми е наполни душата на крај кога збораш за Македонија и кога појави знамето на Кутлеш. Ето тоа е. Знам дека ќе ме прекиниш, дојде гостите и... Не те прекинувам. Тука се гостите, можеш слободно да ги правиш. Значи теквондо не знаеш што е? Знае во глобала што значи, како значи. Меѓутоа она мавање клоци не ми беше јасно кога се поени, кога не се поени. Ја го гледав и а кога се поени, чекай. Добро, па затоа и го правиме ова. Значи, не знаеш точно што е теквондо. Што е разликата меѓу теквондо и карате? А ти ни објаснат тие боречки веќе најближо за боксот ги знаеме многу попрецизно тие работи, многу поќе биле присутни во телевизиите, поќе сме ги пратиле, теквондото е некако ето така. Добро, биете на линија, само да ги поздравам. Дарко Костовски, Борче Костовски и шампионот Дејан Георгиевски. Здраво, како сте, Дејан? Се смирили малку, се одмори или не? Повеќе таму се одмараш отколку тука сега овие 2-3 дена. Па добро, таму не се одмаравме баш толку многу пред на прерод имавме и тренинзи цело време. Сега тренинзите паузираат малку или не? Почна пак? Па 2-3 дена ќе одмараме, после пак ќе почнеме. Па треба сите да ги испочитуваш, овој текани, оној текани, знам дека ние медиумите малку сме досадни, меѓутоа интересот е заеднички. Имате ли прашање за гостите? Да, гостите му посакувам добро здравје, напорни тренинзи и шо повеќе да застанат на победничкото постолје и да ги креват раците горе кога ќе се свири македонската химна. Поздрав, дечки, се најбо од Битола. Имам уште еден слушател. Добар ден, повелете. Ве слушам. Режија, другата линија. Ало? Добро, ако има друг слушател, нека се јави. Може да ги извадите слушалките. Дарко Костовски. Го праша Георгиевски. Реков некако многу скромно, без фанфари. Не сте сега како фудбалска која ги испраќа пасо, не знам што. Вие скромно една изјава даде. Дејан, ќе освоен медал и тоа се случи. За вас беше... имаме слушател. Ајде да го пуштиме. Ало, ве слушам, повелете. Да збориме? Да, повелете. А дали може да збориме нешто и слободна тема? Кратко само, тука се гостите, дајте сега да не политизираме сега. Дајте за спорт, за теквондо да научиме нешто повеќе. Гости, ние си имаме проблеми, ние им честитаме и се радуваме со нив, ама сакаме и нашите чујат. Ајде кажете ги вашите проблеми кратко, ајде. Ако може ќе ви помогни Дарко, он ја пратеник е. Многу малку се води борба против дрогата. Например, има поднесено барање пред година дена. Спортот е најдобар начин за борба против дрогата. Јас ќе кажам така. Молим? Спортот. Младите ќе се бават со спорт. И друго нешто. Да, сообраќајка се десило, да речеме, удрено едното дете на игралиште, Центар за социјална работа не прима, не ги пријавите, не ги прима, дека имало сообраќајка, понатаму кажуваат дека наводно децата не сакале да се гледат со мене, а не прашуваат зошто. Су модел, вие снимате лични... Добро, ајко ќе викнеме шахпаска... Едноставно представува достойничко заживање на мавара социјалното
и некои други институции против детето, сакаат да ми го уништат. Добро, имате ли прашање за гостите? Дали нема проблем со детето? Добро, дали имате прашање за гостите? Дрогата се шири низ цела Гевгелија. Добро, благодарам. Поздрав. Дарко, хајде да почнеме пред се. Борче, Дејан, шо и теквондо, шо е разликата? Ти имаше 2-3 прашања, двете луѓето знаат, честитаат, супер задоволни, радосни. Дајте малку да зборуваме за тоа. Теквондо или таеквондо, таа дилема решена ли или не? Па генерално покористен термин низ светот е теквондо. Значи теквондо. Меѓутоа не е грев да се каже и таеквондо. Али покористено е некои 70% моментот теквондо, а ние во Македонија го тераме таеквондо. Така да нема некоја... Вие странските коментатори на Олимпијадата, кој термин го користите? Најчесто теквондо, Меѓутоа не е секогаш тоа така, има одредена дилема, али добро е да остане теквондо и ние ќе се трудиме да биде теквондо, пошто полесно се... Од кога датира теквондото во Македонија? Во Македонија во почетокот на 90-тите години почнува на две места, во Скопје и во Охрид, потоа се двојат две федерации, едната е традиционална теквондо, другата е која што е тераме ние во моментот, каде што е брат ми председател, тоа е олимпискиот дел на теквондо или по-спортскиот дел на теквондо. И ете, до ден денеска екзистира. Во последниве 6 или 7 години се бележеше постепен напредок, каде што во последните 5 години се бележи енормно кревање на кривата према нагоре, со првиот медал на Дејан, тој го освои првиот медал од Европско првенство У21, бронзен медал зема и тоа веќе ги прекрши сите норми очекувања, бидејќи станува збор за олимписки спорт, да земете медал на Европско првенство во олимписки спорт е многу ретка работа во нашата држава, па и во околината. Меѓутоа, оној момент кој што го позади патот до Токио беше неговото злато на Европско сениорско првенство во 2017 година, на само 18 години он стана европски сениорски шампион, тоа беше шок за целиот европски теквондо свет. Меѓутоа тука ние знаевме дека имаме модел кој што можеме да го и за македонската јавност исто така, затоа што тој беше шокиран. Прв златен медал во независна Македонија е тоа. Во олимписки спорт. Не помина така во јавност. Да, пред тоа Нуров има мислам освоено 97-98. Ибрагимов. Тоа е да, бронзен, тоа е Не, европска, за европски медал. За европски, да. За европски, да, мислам дека златен има и тоа е тоа, после тоа е медалот на Дејан. Кои се главни центри на теквондото? Тука во регионот Србија освоја, Хрватска освоја. Имаме предност, можам да кажам слободно дека тоа е предност. Балканскиот полуостров е мега сила во теквондо светот, да. Хрватска, Турција, ако земеме како дел од Балканот, Србија, па сега во последно време и Босна, Бугарија со многу добри младински категории, Грција мега сила во минатото, сега малце спласна таму квалитетот. И тоа е тоа што практично и нас ни помогна во овие неколку години, затоа што имаме кампови во близина, имаме турнири во близина и се влечавме заедно со нив заедно, ама има лига, се лаички да прашам, има надпреварувања редовни, каква е, или само чекате првенства? Можам сигурно да кажам дека е еден од боречки спорт со најчести надпреварувања во текот на годината. Регионално нешто? Да, и регионално, и на балканското, и на европски, и на светското. Во последниве 5 години, во тек на една година излегуваме надвор од Македонија над 40 пати во текот на годината. Да. Тоа се случува често и затоа можам да кажам дека е еден од спортовите со најчести надпреварувања. Тоа е така заради тоа што е олимписки спорт, знаете, само 4 боречки спортови се олимписки и мора да е тоа така затоа што нивото на тежина е на посебно. Дарко, во старт тренираше теквондо или карате, борење, кои други спортови? Затоа може брат ми подобро да каже, затоа што он е тој што генерално е суштинскиот основач и на нашиот клуб, на теквондо клуб Бутел, а покасно и како најуспешен клуб некако нешто да тој да стане председател на федерацијата и фала на Господ што тоа испадна така. Јас вака да не звучи толку изненадувачки за јавноста, јас по вокација сум джудист и сум бев репрезентативец на Македонија и сум државен шампион во джудо, меѓутоа брат ми пренесе огромна љубов во теквондото и така се зајдови во теквондото. Косово освои 2 медали. Да, секоја чест. Меѓутоа тоа што може на оваа тема повеќе да зборува е брат ми заради тоа што тоа е вака суштината во однос на тој специфичен дел на теквондо. Борче Костовски. Со теквондо во старт или исто други спортови па после? Не, јас започнав со друг спорт, со
слично сроден да речем, но суштински различен. Со карате почнав. И така, после тоа се трагав по друг спорт. Јас сум во Штип има теквондо, има клуб. Во Штип нема теквондо. Сега кој идевме наваму, тоа викаме да мора Штип да има теквондо за да видиме многу потенцијал за за боречки спорт. Кои се карате има доста. Кои се најголеми центри во Македонија? Да, Скопје и Охрид. Само Скопје и Охрид има, да. Само Скопје и Охрид. Само Скопје и Охрид има сега за сега теквондо. И се надевам дека после оваа ситуација каде што теквондото се сместува на педесталот врвен во Македонија, дека ќе се одржи таа. Скопје има 13 на клубови, во Охрид 2. И толку? Да, тоа е околу 15 клубови кои што во моментот работат активно и се дел од Македонија. Не сте како во каратето поделени во теквондото е единствена федерација. Не може да биде. Карате имаше проблеми порано. Можам да кажам еден податок дека во последните 5 години сите одлуки на собранијата теквондо и на извршниот со акламација. Браво. И уште една информација само да кажеме во тој правец. Од прилика 2 пати или 3 пати во текот на месецот сите клубови се собираме заедно на едно место и правиме заеднички тренинзи. Што е реткост. Што е реткост во не се случува во други. Па за жал. Јас ги повикувам секаде да биде тоа пракса, затоа што ние ни со други мораме да си помагаме и да во матичните спортови да бидеме заедно. Борче, пред да објасниш детално што е разликата меѓу објасни ми теквондото, од кога датира, како, која е неговата суштина. Слушатели, двајца. Добар ден, повелете. Ве слушам. Ало. Репрезентативци во теквондо и две прашања ќе имам. Едно, дали имаше шанси кога реагираше тренерот со црвен картон таму за некој удар, во тој момент дали имаше грешка на судијата и дали имаше шанси тука нешто да се добијат поени во првите моменти? За финалето зборувате, така? Наградата што државата му е дава и на тренерите тие одбиваат, значи треба да ја земат и тие заслужуваат. Не ја одбиваат, они ја даваат на, да не видиме, ја даваат на шампионот. Ајде ово објаснете го. Најверојатно мисли за финалите, како што рековте, за тој момент. Картонот беше подигнат затоа што јас помислив дека во дадениот момент 20-та поентираа со рака, мислев дека поенот на наша страна. Но секако тоа е моје мислење и го предадов на пообјективен суд, да речем, и судиите одлучија дека тоа не е така. Дали можеше да биде прифатено? Има видео реплей. Теквондо е еден од ретките спортови со 5D камера. Со 5D камера се работи и е еден од првите спортови каде што е воведен видео реплей. Да се провери дали така е, да. Как ли се проверува? Теквондо е еден од првите спортови што е воведено. Скоро не може да има грешка. Добар ден, повелете. Ве слушам. Добар ден, Македонија. Добар ден, Македонија. Почит до гостите, великани наши македонски тренери и нели Дејан, секој чест за нивното боголюбие пред се. Мило ми е што во секоја нивна изјава го слават Христа Бога и благодарат за своите успеси пред се на Христа Бога и дека имаат силни срца македонски патриотски. Сега знам дека тоа не е во тренд во Македонија, иако годинава славиме 30 години независна Македонија, ото и може би ова власт да ме прогласи за терористи, знаеш, пошто ако си Македонија за Македонија, па дори ако си за Бога, колку сагати против власти, против ама сега дайте малку. Ем за Македонија, ем за Бога. Пак е столек. Да ги испочитуваме луѓето. Имате ли прашање? Голема почит за нив. Само мило ми е дека се уште не се прогласени за терористи од САЕФ и од СДС и од Наумче Мојсевски, не кои сега се северни вртика. Има ли една шанса некој да биде единствени сега? Еј, Костовскиот ВМРО не пратеник, ама не го спомна никогаш. Зборуваме за нешто друго. Кажете како спортот да го кренеме на повисоко ниво. Тоа е дали треба стратегија нова да се носи, дали треба повеќе да се вложува во индивидуални спортови. СДС не може да крени спорт македонски. Оти спортот македонски се крива со македонски патриотизам. Наши македонски фудбалери. Ма сега ме терате да бидам грд. Фудбалери со македонски патриотизам, со македонски патриотски песни. Добро, имате ли прашање? Прашање имате ли? Чекај, дозволи малку викаш дека радио е за нашата вистина. Цензура преш одма, забрана.
Кај што месеци... Ај другата емисија ќе збориме колку, еве, и кој ќе дојде Костовски ќе го викнат за политика ќе збориме на Сабајле. Не бега од тоа Костовски, ама дајте сега да... Не, секако медалот е сега за сите, за цел народ е медалот. Да. Суштината е тоа дека е за сите и мислам дека овој успех треба да биде над се. Буквално над сите можни разлики. Ова е чисто македонски успех и тој така треба да остане во историјата. И во духот на олимпизмот сам е медалот да биде за сите. Значи нема разлика. Благодарно слушателот. Ајде сега детално да ви објасните. Теквондо, што е различно од другите? Какви други? Теквондото е олимписки спорт. Така, теквондото е олимписки спорт. Борешките кои се? Бокс, борење, джудо и теквондо. Бокс, борење, джудо и теквондо се 4 олимписки спорта. Според мене тоа се 4 основни боречки спортови. Олимписки се, самото по себе си кажува на кое место се, како се, што се. Едно е олимписки спорт, друго е неолимписки спорт. Суштината помеѓу останатите спортови и теквондо е тоа што теквондо е најпрви на олимписки спорт. Тоа е прва работа. Втора работа е тоа што во теквондо се изведуваат борбите во фул контакт, значи контактот е максимален. Еден само интересен податок ќе ви кажам за да ме сватите. Во текот на оваа олимпијада, значи овој циклус од 4 години кој што трае, Дејан Ѓорѓиевски беше еднашна операција, при тоа имаше уште 2 скршеници, значи со 3 скршеници во... Ме разбирате, од тука може да сватите колку и како има захтеви... Тоа е фул контакт на спорт, да, тоа мора да се нагласи. Затоа е таа заштита за да има колку толку хуманост која што е многу битна за олимпискиот дел, да не биде тоа... Ајде да го објасниме тоа, затоа што ако се кажате рагби, тоа беше релативно непознато, целосно непознато, па Циле држеше емисија ако се кажате за... Дај ова вака да го објасним. Значи, прашаен слушател не разбира што е поен, што не е поен. Многу лесно. Сега една емисија имавме моментално кај нас. За да ги објасниме исто. Така дојде емисија. Тоа е многу битно, народи чека да се објасни. Да, едно што рече, вика, и не знаев, гледам, вика, не знам кога губи, кога да се... Така, за човек што не е во теквондо е сепак тоа природно да го помисли така, но имаме по друга страна транспарентност и кога се забие поен, одма излегува на семафорите и сите може да го... Семафорот да го рече да гледаш. Али што е самата суштина на добивање поени во теквондо, наградите се носи електронски заштитник и на главата исто така се носи електронска кацига. Тие се поврзани со трансмитер. Нема шанси за лажење. Нема шанси за лажење. Минимално. Минимален е моментот на судиската неправда. Така е. Затоа е црст олимписки спорт. Затоа е црст олимписки спорт и секој допир со одредена сила. Секоја сила. Се евидентира. Чули се мери сила во секоја категорија различно, како што се наголемува. Кај деки на пример плюс 80 категорија е една сила за се земе поен, а кај машки од 68 категорија или 58 сосема поразлично. Така да не е секој допир поен. Не е секој допир поен, треба да има доволна сила. Ова не е ли така ефтин спорт, што треба технологија. Ние имаме ли тука во Македонија тоа? Па го немаме потребното ниво сега за сега. Имаме некоја застарен прва генерација на електроника. Кога имаме турнири, позајмуваме и тоа е многу скапо. Да, захтевен, сериозно захтевен спорт е вака поднос на финансија. Има ли заштити, неправилни удари и тоа објаснува? Има секако, има. Само на кратко ако дозволите. Удар со рака во гради е дозволено или во стомак, тоа се бодува со 1 поен. Удар со рака во глава не е дозволено и тоа се казнува со 1 поен. Така, тоа е една работа што е вака директно да расчистиме. Удар со нога во стомак, директен удар, е 2 поени. Удар со нога во глава е 3 поени. Удар со нога во стомак со скок и при тоа да се заврти човекот или од место само вртење да има. Ако е атрактивен удар. Ако е атрактивен удар е 4 поени. Како Жан Клод. Да, така познат. Тоа е 4 поени и удар во глава со вртење тоа е 5 поени. Значи, удар во глава со вртење, тоа е 5 поени. Буквално на Жан Клод скок удар во глава. И меѓу првите гледачи што постави прашање дали имаше можност првото да биде поен Дејан кога удри русинот, ако заприметите. Неправда е малку, ама спортот е. Сега ќе ми објасниме зашто тоа е фейс кик, удар во лице, таму нема електроника и во таква ситуација како судиите носат. Во таква ситуација судиите се суверени и можат да донесат одлука да побарат они сами видео реплеи да видат дали е ударот силен и чист во глава или не. Судијата наш одлучи дека тоа не треба да го побара и тоа е тоа. Иако евидентно беше дека има. Има еден на главно бориште што е главен судија и уште тројца од страна што се бодови суди и двајца на видео реплей и комесарот на борбата. 7 вкупно има на борилиште. Да.
Како е популярноста? Има на надпреварите. Сега короната беше, меѓутоа пред тоа имаше публика. Теквондо е најбрзо растечки спорт и еден од најпопуларните спортови. Ако ви кажам бројка дека 6 милиони турци тренираат теквондо, дека 4-5 милиони иранци тренираат теквондо, во Кореја тоа е народна религија. Ако ви кажам изворот од така, од Кореја, да, од Кореја и деки го тепаше нивниот кореец, тоа е како што знам македонец да учи германец коли како се прават. Тоа е катастрофа за нив национално. Па ние ќе го гледаме за нас тоа е. За нас е подобрата варијанта е кај нас. Посебно е чувство да победите кореец во полуфинале во теквондо. И тоа азиски шампион. Да ни го кажувал некој пред 5 години. А тоа е нивниот спорт. Тоа е нивниот спорт и човекот е легенда во самиот спорт. Ама ние живеевме за моментот кога деки ќе се сретне со него. И дали како ги каратето има ли боречки зафати како джудото, како борењето? Нема, ова е удирачки. Само удирачки. Така, да. Па гледавте вие, луѓе то приметија. Значи удар со рака и удар со нога има, друго не. Тоа нема. Така, нема вака за не сме, тоа се санкционира со негативно. Влечење нема, така. Не сме, Исто е негативно. Така, негативно. Дозволено е клинч, ама без влечење. Аха. Дејан, ајде тебе малку да те слушнеме. Цело време си со теквондо или знам висок си кошарка, нешто ракомет, можеш да бидеш, затоа што тој што е талентиран за еден спорт, обично е за сите спортови талентиран. Така, да, на почетокот тренирав малце кошарка, како што кажавте, ама тоа беше многу давно, тоа што нели. Колку си висок? Јас сум 199. Малце за кошарка и за рака. Почнав со кошарка, но тоа беше краток период, после тоа во нашето училиште кај што учевме јас и брат ми, видовме теквондо клубот Бутил имаше демонстрации, ни се засвија тоа, беше многу атрактивно како што изгледаше. И одлучивме да пробаме, останавме таму до ден денес, после тоа и нашата сестра се запиша и сега тројцата сме во тој спорт. Инаку сега учиш, студираш? Да, студирам на Универзитетот за туризам и менеджмент. Која година? Завршив. Завршив, браво. Значи може и школата да оди со спортот. Секако со мастер продолжува, да, мора да идеме до крај со образование. Ти обично за фудбалерите вика дека за боричките спортови не е така. Мора да е така, кај нас. Човек што носи кимоно малку се разликува од останатите. Мала шала. Мора да. Колку време тренираш? 13 години. 13 години. Од 2008. Ова со скршениците, сега да не речеме, да, бара, има ризик, дека да не сватат слушателите дека овие младите што сакаат тренираат дека е многу опасен спорт. Па не, видите, во секој спорт има повреди, секаде има скршеници, дали тоа е боречки, дали е удирачки спорт. Секако се случуваат повреди, пример има некој што вежба исто така подолго време на тренинг беа повредите или на надпревар може да се? На надпревар, а една беше на тренинг, на камп, на спаринг. Аха, на спарингови. Да. Добро, мора да се земе во предвид дека неговото ниво на практикување теквондо е сосема поразлично од сите останати, така да тоа е врвно практикување и опасноста е зголемена. Кај дечињата, кај помалите генерации, тоа е сосема поинаков третман. Не, да поинаков третман толку скоро и не е можно со заштитата што тоа скоро и не е можно кај кадетската и мора да се земе во предвид нивото. Што е најбитно за теквондото? Главата или силата? Или па може да кажам дека 50-50, кога треба да бидете спремни физички, тоа треба да бидете спремни и психички. Гледавме сите финалето. Тука дуќаните сите чека за 5 минути пошто пред тоа стрвинката освои. Да, една по друга идевме цело време. Се знаете со Да, се знаеме, да. Па често правиме и кампови со нивниот клуб. Добри односи. Да. Аха, значи они се доста развини, кој што кажа. Сите гледавме и сега ја може би лаички еден колега вели исти беше Дејан и на претходните борби збори за фейсот, за очите. Јас мислам дека во друга прилика 10 пати ќе го победиш Русинот. Сега дали притисок некој, не знам, сега може би грешам. Имаше ли ситуација или толку е па тој подобар? Мислам дека не е толку подобар. Не е толку подобар, веќе нямам си деле од победа за мене. Немав никаков притисок. Кој анализираш сега борбата? Кај можеше да па да кажам искрено, уште не сум ги гледал борбите, сега па така последен период чекам да помине некој период, па после тоа да ги гледам. Почувствува некојаш дека можеш да го... Да, јас сум сигурен дека можам да победам било кој борец на планетата, дали тоа русин, американец, дали светски или олимписки шампион, што со тој го докажав на квалификациите, го победив актуелниот олимписки шампион што беше од последните олимписки игри, сега го победив светскиот шампион, светскиот актуелен шампион, така да немам дилема со тоа. Што беше пресудно? Што ќе смениш сега? Еве, утре треба пак да се бориш со некој. Ништа, јас ќе се борам исто како и тогаш.
сега кога ќе ја смениме тактиката и стратегијата, бидејќи сега ова не беше прва средба, знаеме што повеќе користи тој со мене, кој му се преносите, кој му се маните. Во теквондото има гимнастика многу, има не е само тоа што гледаме во борбите. Тренинзите се сосема поинакви, голема лепеза на како изгледа еден тренинг? Трчање, кругови. Теквондото е еден модерен боречки спорт кој што изобилува со експлозивност, со брзина и со сила. Самата борба трае 6 минути со 2 паузи по 1 минута и ти од тие 6 минути можеш да покажеш се што си вежбал во уназад еден олимписки циклус или што знам, значи години, месеци уназад. Само за една мала спортба ние сега за да се припреме за олимписки игри над 50 дена бевме надвор од дома во последниве Крушево Охрид, значи Деки и неговите спаринг партнери или клубските другари ги заборавија дома како изгледаат. Цело време бевме на планина и покрај Охридско езеро. Фала на Господ, тој искочи секако што треба и сите здрави и живи и со полет голема тргнавме во моментот на... Венцо Донев, имаме колегата од ИПОН. Венцо, повели. Добар ден. Венцо, очекувано беше ова. Повеќе ги разбираш ти како колега. Само да го поздравиме господинот Венцо и да кажеме дека тој е еден од луѓето кои што не поддржуваш уште кога многу малце луѓе верува во нас. И за тоа многу го еден голем поздрав. Венцо, повели очекувано, влезен си во боречките спортови максимално. Кажа тоа што сакам да го кажам. Ја верувам, го следевме Дејан во секој случај, во неговата кариера, до сегашната кариера, значи имаше и победи и падови. Кога го освои првиот медал исто во олимписката категорија, на европско правенство, многу луѓе со недоверба и кој е ова дете освои медал, па седи државните институции што се занимаваат со спорт на некој начин не го признаа така, па не го ставија во избор на спортист. Но тоа не го демотивираше него и неговиот тим. Тие рекоа одиме натаму работиме, ние ќе докажеме дека сме најдобри. И почна пак. Доаѓаа медали, па имаше пак неуспех на светско правенство, но рекоа одиме натаму. Но пред самите олимписки игри, овој кога се веќе изборија квалификациите и до квалификациите, тренерите веќе беа убедени, па и Дејан. Значи, одиме на медал. Беа убедени во нивните способности, во способностите на Дејан. Од друга страна, можам да честитам на она како го замислија планот на подготовки. И бараат, и мислам дека наидоа на разбирање во институциите, за да се направи медал, треба да се подобрат условите, односно тренерите што бара. Ако го немаме тоа, нема што да бараме. И затоа ова е голем успех за Македонија, за македонскиот спорт, особено за таеквондото, и се надевам дека сега ќе привлече уште многу вежбачи. Венцо, ти си каратист. Нема тука ривалитет малку со таеквондо? Каратето не е олимписки спорт. Без слушав преска, значи направивте една грешка. Каратето учествуваше на оваа олимпијада. Значи, овој момент е олимписки спорт. Наредната олимпијада нема да биде. Ревалити, имаш во се. Ама во суштина сите овие вештини се духовни вештини. Значи, не е само пепање, значи духовност, почит, пред се, респект кон секого. Секој се бори за да оствари нешто. Така и таеквондо и карат. Сега сите лоборики се на таеквондото, бидејќи знаеја што сака. Дисциплината и упорноста во работата се испатија. Значи немаше политики, вака ќе правиме, така ќе правиме. Одиме за да одиме на олимпијада, а на олимпијада да освоиме медал. Тоа беше единствената нивна цел. Значи, ние покрај Дејан имаме уште неколку натпреварувачи кои можат да освојат медал. Можеме да таеквондо исто. Да, во таеквондо. Со Филип Додевски, за малку со скршена рака се бореше на квалификациите и прикажа извънредна борба, не отиде на олимпијада. Имаме и добар подладок. Иако се и тие млади, како сестрата на Дејан, па певе Додевски, еден млад, Трајковски, па Редвич, Стаменов. Значи, имаме нешто што ќе црпиме.
И се надевам ќе донесат уште повеќе медали за Македонија. Вецо, ете си упатен, ти си професионално зависен во... меѓутоа, медиумски има проблем. Еве, јас следам, читам и спорт, политика и се. Меѓутоа, многу малку се пишуваше порано. Другите спортови доминираа. Боречките спортови многу ретко. Кој ќе освојат медали тогаш. Толку. Значи, овој проблем не е од сега. Значи, овој е дамнешен проблем. По колку медиум имам работено и сум се нафркал да ги водам овие... Зборувам за мејнстрим медиумите. Заради... Не зборувам само за... Афирмација. Ќе кажам еден пример. Кога Емил Павлов освои златниот медал во карате, немаше кај да се објави. Уште го нема фипон направено. Се јавил по некои мои врски ваму таму, за да објават во портали дека имаме европски шампион. За жал тоа е, барем и свет, сите се вртат што е она најпопуларно, така кажано, одат кон фудбал, кошарка, ракомет, а Македонија на некој начин е земја на боречките спортови, како што велеше мајсторот Кагала, Масао Кагала, кој еден од организаторите сега на Олимпијада се ги подготвува олимпискиот тим на Јапонија во карате, вика Александар Македонски ги измисли боречките вештини и од Македонија ги донел кон Јапонија. Значи, имаме нешто кај нас тука, само тоа треба да... Веќе само да завршиме со односот на државата, на Агенцијата за млади и спорт, на бизнисот, на тие кои што треба да бидат спонзори, мецени кон боречките спортови. Дали важи тоа дека се уште се маргинализирани, се фрлаат многу повеќе, се даваат, се финансираат многу повеќе другите спортови? На државно ниво ќе речеме некако е регулирано нешто, но во самиот закон за наградување и вреднување на Агенцијата за млади спорт малку поодамна требаше да направат измени. Тие не се направени и се доведуваат во некои чудни ситуации. Да освоиш ова, да освоиш она, за да добиеш некоја стипендија. Некои се направија, да речеме како сега спортска стипендија, Дијано обезбедил до крајот на животот, на спортска пензија што ја вика. Сега нешто сваќаат дека треба повеќе да се инвестира и треба. Вака е малку, ама да има точно предвидено како, а не на кого како ќе му падне, чекај сега овој не е симпатичен или овој не е симпатичен, ќе давам, или па поради некој политички притисок, ваму ќе дадеме, мораше да дадеме. Не. Треба државна стратегија, точно изградена, како ќе биде, само така ќе имаме успех. За никој да не се бори со други проблеми. Тоа е битната работа. Вецо, праша ги имаш и за Дарко, за Борче и за Дејан? Не би ги прашал сега, ништо е само најавна во етер да ги поздравам и посекам уште многу среќа и златен медал од Париз 2024. Благодарам. Венцо Донев, ipon.mk, подоста ќе вклучиме и колегата Антески. Значи, да продолжиме таму каде што застанав. Дејан, ова, рековме, не само технолошки, значи, не е баш толку ефтин спорт, и за одржување на кондиција, на телото, треба храна. Бара многу специјална исхрана или какви сите боречки спорти? Така, да, јас се борам во тешка категорија и не треба, немам одредена која килажа треба да имам според правилникот, но јас си имам нека моја килажа што треба тоа да го трошувам на професионално ниво. Секако имам посебно треба да ја следам и што тоа го правиме веќе подолго време. Од тој аспект, како председател на Федерацијата, какви се односите? Сега, дали се зголеми интересот или рано е уште? Кај спонзори, кај луѓе кои што сакаат да помогнат, името на нивната фирма, компанија да стои? Очекуваме дека тоа ќе биде во нагорна линија. Сега за сега сме благо задоволни, но очекуваме тоа да биде каде што му е и местото, затоа што Македонија има нова спортска икона.
Тоа е Дејан Ѓурѓиевски, тоа е тоа. Едноставно. Споменавте дека сала немате соодветна. Дали тоа влегува во стратегијата на оние кои што ја водат државата, оние кои се задолжени за спорт? Дали треба посебни услови, посебни сали за овој спорт или? Апсолутно да, ние имаме во моментов импровизирани услови, особено може да се каже така, тренираме во школска сала, во училишна сала и од Сабајле тренизите бидејќи таа се користи од тек учебна година, дечињата имаат физичко, имаме дома кај нас, во домот кај мене кај брат ми импровизиран простор за да ги фатиме 2 тренинга на ден, бидејќи без 2 тренинга на ден не бива на Олимписки игри. Гаражен простор. Гаражен простор, да символично кажеме, така да едно од клучните работи, еден од животните сонови покрај олимписките медали да имаме олимписки центар за да имаме повеќе олимписки медали. И се надевам дека тоа за скор период ќе биде веќе минато, затоа што треба да се изгради. И тоа би било идеално да. Само размислува или веќе има некој што работи на локација на Има. Бевме на прием во влада вчера, има веќе некој почетен муавет. Јас се надевам дека тоа ќе се реализира без дилема, дури и доколку не би го направила државата, јас сум сигурен дека луѓе кои што се занимаваат природно со бизнис би го реализирале тоа, меѓутоа да се реализираат само тие документација околу земјиште и слично, мислам дека не би имало проблеми. Така да се надевам дека ќе се направи. Како пратеник теквондо, колку пати сте споменале во парламент? Па не, никогаш. Јас избегнувам тие две работи, да пробувам да ги држам на страна, бидејќи спортот е една работа која што е секогаш надпартиска, надрелигиска, над било каква подела. И гледам тоа да бидат две различни работи. Сметам дека политиката и тоа што е моја професија, нели тоа јавно познато, си има своји арени и таму каде што е просторот, нормално таму треба да действувам. И со тој стил кој што го имаме да е прилично жесток. Меѓутоа гледам да е тоа само на тие политички арени, а се додека е во прашање спорт и теквондо, она што ние нас како цел, како патокас, мислам дека треба да се задржи само во рамките на спорт. Чи да разјасниме сега, да ми слушателите не го разбрале тоа, чи вие се откажавте како тренери од премиите, од тие пари во корист на Дејан. Сега, да не вулгаризираме, меѓутоа тоа е реалноста. Јас ќе споменам Берикатврсен на овие пари што ги дават, меѓутоа земите во регионот, не зборувам за Европа, многу повеќе одвојуваат. Косово колку рековте? 80.000. Така. За златните медали, по 80.000. Сребро носи сегде, се бори со 80.000 евро. Тоа е така да ние сме тука некаде како држави, како моќ на бизнисот, на буџетот, така да моментално имаме два цели. Едниот е Олимпискиот комитет, а другото е секако да се награди медалот соодветно како што треба. Значи сега треба да се награди. На Олимпискиот центар, така. Сето тоа е окей. Убаво бе пример. Меѓутоа ќе трае една недела. Што понатамо стратешки, веќе споменавме сала. Зборуваме за финансирање. Имате други таленти. Сите тие тренираат за да успеат. Видете, ова веќе трае 6 години. Не трае една недела. Трае 6 години. И ние 6 години се бориме со сите моменти и секако ја вртиме водата на наша воденица. Народно кажано. Значи, борбата не е само на татами. Борбата е и надвор од татами. Борбата е и во медиуми. Борбата е и на секој начин, од промоција на теквондо до се што ќе може да му падне на човек. Издогање средства постојано, значи она што е од државата е окей, многу често идеме со средства и надворот од некои приватни стопанственици до сега, од сега натака се надеваме дека и повеќе ќе имаме можност, бидејќи сега знаете како имаме олимписки медал, имаме олимписки циклус, овој ќе биде 3 години или пари се 24-та и ќе поставиме стратегија, таа стратегија ќе има нели своји финансиски импликации и сметаме дека тоа треба да се биде испочитувано во 100%. Затоа што нови олимписки игри наследните и новие не идевме на една норма, идевме на две. Филип за жал скаши раката. Но меѓутоа на две посигурни. А наследните олимписки игри идеме на 4 без дилема, 4 норми олимписки. Така да за такво нешто ни треба таа програма која што ќе ја донесеме за еден месец од сега, бидејќи ќе работиме сигурно еден месец. За да не избрзаме, ќе треба да се испочитува во максимум односно на финанска смисла, тука нема дилема. Едноставно работата, контурите се поставени, треба сега веќе да се заврши тој дел што треба да се заврши.
Јасна е ситуацијата, теквондо спортот е тој што води моментално во Македонија. Успехот на Дејан Ѓорѓиевски, односно нашиот успех сега што го направивме е единствен успех од таков вид во нашата држава од осамостојување и тоа е тоа, едноставно. Стратешки се поставува и прашањето, ова е втор медал, боречки спортови. Па и порано Македонија како дел од Југославија, Точно, така. Имавме бокс, трстена имаме злато. Шама се има медалаци, русевски реже, Преджеповски се тие боречки спорт. Да. Друго немаме. Освен учество во кошаркарска на Буштур. Да, имаме наши Буштур, Владо Богоевски, имаме, ама тоа се екипни спортови. Да, секако. Значи спортовите со топка не ни се страни на нас македонците, значи. Него подценувам. Но сепак фудбалот, не фудбалот сам по себе си има доволно пари ако веќе. И голем успех направивме во фудбал. Тоа што го направивме, ние во теквондо само го зачинивме сега. Македонската јавност живее спортски неколку месеци живее во спортска еуфорија. А ние допридонесовме сега за една олимписка треска што ја тресе Македонија. Излегуваме вчера после прием, се движиме низ градот. Тоа е страшна работа. Не постои човек што не се фотографира со ден. Се тоа искрено верувате, нема кој да се обидува нешто да... Колите свираат, поздравуваат, застануваат, луѓе возат велосипед, го остава велосипедот. Дејан, дај да се сликам, многу интересна работа и тоа е тоа што не радува и не мотивира. За олимпиското село, како поминуваше животот, да ми кажеш, Дејан? Процедурите јапонците многу строги, сами си ги ставате медалите, процедури растат бројката на... Од тој аспект како поминавте? И бара вакцинирани, тестови нон-стоп, како... Да, тестови правиме секој ден. Секој ден? Секој ден, ама не беше PCR тест, туку тест со плунка и моравме ги правиме сами, ги носевме таму до тоа што им беше како медицински оддел. Но мене искрено ми беше таму многу убаво, бидејќи знаев зашто сум отиден, тоа што бевме како еден вид во карантин, не ми сметаше веќе олимпиското село е преголемо, имавме простор за све што ни е потребно да се направиме таму. Го виде Джокович таму, со сите се сликаше? Да, ги видовме, имаше повеќе звезди. Реклами, па се враќаме наши гости во денешното издание на емисијата Стадион. Олимпијците, сребрени, Дејан Ѓорѓиевски, Дарко Коставски и Борче Коставски. 032-397-727-397-727, тоа се наши телефони. Очекуваме за кратко и вклучување на колегата Горан Антески. Стадион. Емисија за вашата вистина. Нов мобилен оператор Green Mobile 073. Поврзуваме пријатели. Green Mobile. Имате болки во грбот? Ве мачат болки во коленот? Имате воспаление или спортски повреди? Ice Power го забрзува процесот на опоравување од повредите на мускулите и зглобовите, ги намалува воспаленијата и отоците, за брзо ослободување од болка. Ice Power во сите подобро снабдени аптеки. Ексклузивен застапник и дистрибутер Eurofarm. Светлечки реклами ПАП Охрид. Изберете квалитет. pap.com.mk. Нов мобилен оператор Green Mobile 073. Поврзуваме пријатели. Green Mobile. Брза, прецизна и квалитетна услуга. Сечење на ласер во ПАП Охрид. pap.com.mk. На планина, на село или град, па и на седми кат. Ич нема мисли. Разлади се со најдобриот освежителен пијалок. Струнка се знае од Грозд Струмица. Стадион. Гледате радио на YouTube и Facebook. Имаме и прашања. За Дејан. Кога ти беше најтешко, на кој надпревар? Па на Олимписките игри. Па сега вообичај. Да, на Олимписките игри секако. Да, за таму, за... Мислам за која борба? За која борба? Па така, на која борба, да. На која борба, на... Почетокот или финалето? На почетокот секој. Таа е смисла. Да, првата борба секој пат докога го скршам разот ми е можеби најтешко, плюс првата борба беше со актуелниот светски шампион. И словно можеме да кажам дека првата беше можеби и пресудна за понатак. Слушател, добар ден. Има една прашање, девојка дали има Дејан?
Ало, добар ден. Повелете. Благодарам. Да честитам на луѓево со македонски срца за волјата, за успехот, за освојувањето на медалот. Меѓутоа во Македонија се случуваат лоши работи, а еве чим има и пратеник овде, би требало да се запрашаме што ќе после со центарот во Барловци, за текондо ли ќе, за избеглици ли ќе, за обука на терористи ли ќе. Нека почнат во Скопје да се размислува што утре. Иначе денеска секоја чест на спортистите и на луѓето што си ја сакат Македонија. Овие што си ја неќат, со тие поставување дете голомеше за председател, за премиер, за пратеник, за градоначалник, за директори. Меѓутоа, 80% што не се македонци, веќе и во пратеници, и во директори, и во министри, ќе се прашаме утре што не огреало, каде ни оди економијата, каде одат финансиите, зошто македонецот дава данок, дали да помагаме на овие луѓе што заслужуваат стварно да ни се помага, а Министерството за спорт не ни обраќа внимание на тие. Еве, што напомна некој само за фудбал, за кошарка, за ракомет. А овие луѓе што стварно заслужуваат чест и почит, не ги ни гледаат. Затоа треба подхитно македонецот да се свести, да си ја засакаме Македонија преко сонцето македонско и да се сплотиме повеќе овие две сорти на усијани глави челнички, дали на едната или на другата партија, да ги нема, да дојдат луѓе што ќе ја сакат Македонија, да помагат и на спортистите, и на народот, и на земјоделците, пошто пропаѓа, се пропаѓа и работникот, и земјоделецот. Еве, градските лагодни, да не речам измети, живеат во 30, 40, 50 години лагодно живеат, веќе нема слобода, ќе нема слобода во Македонија. Не економија, не ова, не она. Ајде да не држам приказни, што многу познат на луѓево и на цела Македонија што ме слуша. Прашање имаш и за гостите? Нема што да ги прашам, добри се луѓето, само нека напредуваат во спортот и во сакањето на Македонија. Тоа, ништо друго. Благодарам, поздрав. Имате прашање и констатација. Ако може за декларација конечно да се договорат политичарите ВМРО и СДСМ за изборниот законник околу цензусот, нека се договорат и да бидат единствени и за теквондото и воопшто за спортот. Повеќе пари во спортот, помалку дрога, помалку криминал. Тоа е за стратегијата што зборевме. Поднадокот го споменавме. Отколку се почнува со може да се тренира. Например, пливање има 5 години, 4. Каква е процедурата со теквондо? Може да се почне од праксата е дека од 4 години веќе децата може да почнат тренира теквондо. Која може да слуша дисциплина? Така, 4 години. Први ни си игра, па понатака. Да, први ни игра, тоа, после тоа е се останато. Први мора да се навикнат на атмосферата во салата, да се навикнат на луѓето во салата, да се навикнат на многу луѓе, така, значи да се навикнат да слушаат. Тоа се некои дисциплина, некоја дисциплина, да. Тука има многу педагогија. Со тие деца треба да знаеш. Секако се е педагогија и верна психологија е од почеток па до крај, до олимписки медал. Сето тоа е поврзано како што кажа. Беше Дејан Немирен кој беше помален? Не се сеќам. Слушаше секојаш? Да, секако, да. За него баш не се сеќам дека бил немирен, но секојаш се бил скромен, тивок, си работел тоа што треба и резултатот е тоа. Аха. Горан Антевски би требало да го имаме на линија. Режија. Обидете се уште еднаш. Има прашање. Има ли Дејан? Веќе стануваш популарна личност. Има ли Дејан девојка? Моментално немам. Значи слободен. Добар одговор. Се знаеш само по фудбалери, трчаат и по олимписки медала, знаеш, тоа е голема работа. Да продолжиме со другите градови. Која ви е, како федерација, концепцијата? Како да го расшириме овој спорт? Еве, Штип го споменавме, има потенцијал за борешки спортови талент. Што недостасува? Недостасува стручност, се разбира. Мора да се доведеме у ситуација каде што нема доволно тренинг за... Треба да едуцираме кадри, да. Треба да се едуцират кадри. Тоа ви е ставено во програмата?
секако е понудено и е стајно програмата, да, но треба да се... Има многу луѓе, например, од сродни спортови, од карате, од кикбокс, што сакаат да поминат, меѓутоа единствен начин е да дојдат извесен период и да се остручат, да знаат стручни поднос. Каква е процедурата? Лиценци се даваат, се добиваат? Да, имаат федерацијата, има донесена одолка за лиценцирање на тренери, а потоа тоа иде на повисоко ниво, Европската федерација дава лиценци, меѓутоа првин државна лиценца треба да се добие. Има цела процедура по однос на тоа, таа трае околу една година и тоа е тоа. Каде е седишето на федерацијата европска? На европската? Грција. Во Грција? Да. Ке обично Франција, што значи во Грција? Во Грција е тоа подолг период, веќе сигурно 20 на години. А така? Да. Интересно е. Председател е грек или? Да, грек, Саки Спргалос. Да. Добар ден за колегата Антерски. Горан, се слушаме? Го нема, каже, да би слушам. Се исклучил. Се исклучил телефонот, тоа не го пушта. Добро, ако ме слуша, он обично ме слуша, нека се обиде уште еднаш. Продолжуваме со прашања. Костовски, ова не може да се избегне. Дарко. Реков нема политички прашања, ама веќе има. Не сака да зборува за политика, освен во парламентот, ама многу често го споменуваат и мерат рейтинзи за градоначалник на Бутел. Ајде да го одговориме во се. Па, мислам дека уште траат процедурите по однос на неколку скопски општини, каде што и Бутел. Стварно не сакам сега да зборувам поврзано било што е за политика, меѓутоа нема се уште одолка. Тоа вака сакам да го потенцирам. Тие сите параметри по однос на мерење на рейтинг и слично во Бутел се уште траат, така да за некој извесен период веројатно ќе има одолка по однос на тоа прашање. Ама бих замолил гледачите да вистина се задржиме да се држиме до темата. Ќе гледам друг пат ако треба ќе дискутираме на Добро. Уште едно прашање еве и на мобилен. Дејан, каков е планот за ова година? Кој надпреварувањето очекува? Сега за брзо имаме Президент Куп. Тоа е турнир G2, се бодува, се носат поени се собираат поени за Олимписки игри за Париз и ние уште одма се спремаме и собираме поени за да имаме добро место за наредните надпревари и секако да уште сега ги собереме поените за да влеземе на Олимписките игри, да не мора да одиме на квалификација. Уште едно, Дејан завршил туризам, што понатаму во животот, што ќе работи? Па рано ми е да размислам за тоа, јас сум сигурен дека уште многу долги години ќе се занимавам со такво. Паш кога сум мастер продолжува така уште 2 години образование. Мастер? Да. Мастер која исто туризам? Да. Браво. Човечки ресурси. Значи може да докторираш, па на ДИВ да бидеш професор. На ДИВ има теквондо се... Нема катедра, вчера разговарав со... Има борешки спортови. Има, така, за теквондо нема катедра и... Нема за теквондо? Нема за теквондо, да. Али после мој успех мислам да дадем. Тоа е интересно. Во Бугарија има, например. А медал не виделе во теквондо на Олимписки игри, има катедра за теквондо. На нивните факултети за физичка култура има теквондо катедра. Наш пријател земји има. Наш пријател ја води во Бугарија. Например, немаат медал а ние имаме медал и така да треба да. А тука сте збореле за ова? Не, вчера ми пристапија и ние кажа идејата, може треба да се разговара со деканката и слично. Јас викам не треба, тоа треба да се заврши. Така, имаме и луѓе кои што ќе може да го превземат тоа. Имаме веќе студенти. Се беа исклучително добри надпреварувачи. Од другите овие конкурентски спортови ви честитаа сите од карате, од... Секако, да. Секако и немаме ние конкурентски спортови, тоа е малце грубо, така. Не се конкуренција, ние сите сме сроден, борешките спортови се сродни сами по себе. Сите честитаа. Ние честитаме на успех секогаш. Секогаш сме ние и они се надпреварувачите, спортистите се сите добри меѓу себе, владе една кохезија. Сега и во Олимпиското село се дружевме и со останати борешки спортови, и со останати спортови, со нашите спортисти што беа... Една ексклузивна работа, ако може да кажеме, кај нас во клубот бидејќи сме джудисти, тренери джудо. Дејан пред неколку години беше државен шампион во джудо. И во джудо беше, да?
А дај кошарка да те вратиме тргне са, не. Не, мака сега. Кошарка треба да ги префрламе кај нас за да тргне. Да. Аха, обратно. Да. Ево ти он има висина, да таа интернет. Сашалам, секој во својот спорт треба да си наведе промоции, да си го... Бутел има и ракомет, има расадник. Имаше Потреба да е спортско место, така, тоа е тоа. Начело со Ристо Деловски, тоа има... Фудбал не знам дали... Имаш и фудбал, меѓутоа ракометот бил на... Има па дето фудбалерче од Бутел. Или Фелмас, така е. Да, добри пријатели се. Многу добри пријатели. Елмас, да. Зато Елмас прв ти прати... Така е, да. И цело време беа во комуникација. Генерацијски... Да, една година поставаме. Се знаете, од мали се знае? Не од мали, ама се запознавме пред 5-6 години. И се дружите редовно. Како почна да прават врвни резултати? Се имаш информација кај ќе оди се, пошто... Не. Фенербахче, не знам, не успеа, доле беше со ова. Нешто околу цената, немаш за... Како да е светла и не има. До Елмас да кажем дека и негов братучете е изварен талент на 15 години. Мухамед. Честиташе и он, да. И Мухамед, 15 години го знам татко му и ми кажа дека се беше во Романија. Да, кажа. Од Бутел сигурно повеќе браќа биле. Спортско семејство. Да, повеќе браќа вика, па и син ми вика, абе викама менеџер имаш и вика брат ми, татко му не е. Со него сервис игравме 3-4 пати. Со голем успех и на братот. Да. Дејан, ти имаш менеџер? Или тука не, какви се тука? Нема менеџер. Моите тренери ми се доволно добри менеџери. Ај вака, тенис има многу пари на тие турнири. Како функционира федерацијата? Дали има премии, награди на тие надпревари кога остојувате нешто? Зборувам во вашата дисциплина на ниво на надпревари што ги организира федерација. Па до сега сме немале некои извонредни големи успеси за да имаме премија, меѓутоа ете неговото квалификување на Олимписките игри федерацијата го награди со 10.000 евра. Значи самиот пласман за квалификување. Меѓутоа тоа е, знаете како, ние бевме свесни дека треба да поминеме Олимписки игри и да оствариме резултат таму за да се тоа се подигне на повисоко ниво и тоа и бидно така. Јас се надевам дека наградите од државните институции како што следам, треба да достигнат сега некаде до 70.000 евра, која што е солидна премија сега за сега, меѓутоа не е доволна, али е солидна премија и од сега натака мислам дека ќе биде малку поинаку, како што кажавме со овој успех, тоа има и државна пензија до крајот на животот, меѓутоа ќе има и категоризација од светско ниво, тоа се 2 просечни плати во период од 2 години. И доколку ја обнови таа со друг голем резултат, таа ќе трае уште 2 години, додека му трае и кариерата. Значи ќе трае. Така да. Честитки до Дејан и до тренерите. За жал, теквондото не е некој популарен спорт, не е медиумски присутен и експониран. За овој успех пошироко да се слушне, треба да се слушне. Тешко дека некој во странство, ако не е наш човек, ќе се сети дека Македонија освоила некаков медал во Токио. За разлика од фудбалот, каде и баба ми со 2 заба во Србија, Хрватска и други држави разбира дека Македонија ја победи Германија. Сепак разликата од теквондо до фудбал е преголема. Сега и парите Фудбалска федерација на Македонија колку има? 10 милиони има и повеќе има буџет. Тука не може да спорим. Светската фудбалска федерација е помоќна од Светскиот олимписки комитет. Значи по финансија. Значи фудбалот е на една посебна динамика и димензија. Сега по однос на популарноста, тоа во Македонија што се случуваше на исто рамниште во однос на фудбалот, тоа сум убеден, од баби до мали деца гледаат дента што се случува. Меѓутоа никако не може ни еден спорт да се равна со популарноста на фудбалерите. Но она што ни е нас драго во моментот дека овој успех на Дејан Ѓоргиевски е најголемиот спортски успех во независна Македонија. Да, имаше време да прочиташ или само во Олимпиското село? Па немавме време, не беше дозволено, кога идевме на... Не беше дозволено? Не беше, само излегувавме од Олимпиското село, кога идевме на трензи на денот на надпреварот, бидејќи салите беа надвор од Олимпиското село. Строго контролирано, со неколку луѓе обезбедување кога го напуштавме возилото, кога се враќавме. Јапонците прецизни. Да. Јапонски. Машина. Баш јапонски. Организација на ниво. Друга димензија, тоа е нешто што не може во друга земја да се види. А сте биле и по други надпревари? Патувале секаде, значи не знам, во Кореја, Во Кореја сте биле? Да, во Кореја беше брат ми, во Канада, во Русија, во Аргентина.
Само Австралија не сме. Сега само Австралија од континентите не сме били. Ова тука што се случува е неспоредливо. Тоа е друга димензија. Кој е во Јапонија? Да, менталитетот не е и кореците се на слично ниво. Ама кога бевме во Кореја, ние се воодушевивме од тоа како се однесуваат и се најде еден човек таму некој случаите вика во Јапонија кога ќе вика тоа е уште малку поизразено. Од ова Така е, да. И така и Јапонците се специфични, сите се мирни, фини, тивки, мирољубиви, насочени. Кој им се даде задача, завршуваат задачата до крај и нема тука. Значи, кај нив да е да, не е не. Нема можност за дообјаснување, ако е не, е не. Ако е да, е да. Нема простор за дообјаснување. Значи, неверојатно ментален склоп. Може ли да очекуваме на наредната Олимпијада тројца од? Може да очекуваме, тоа е спорт, се може да ние целиме према тоа. Така е. Да. Тоа е пикот, целта. Пикот е Венцо спомена неколку колку што може повредени, тоа значи тие се потенцијали. Така, он прати нивниот развој и раст во теквондо спортот и знае дека тие имиња што ги направи се силно потентни за успех спортски. И за учество на Олимпијада во. Така, не за квалификација, али така и за медала на Олимпијада. И за медал. Така. Истата процедура како и другите спортови, како се пласира некој за да учествува на пошто во пливањето има нели им даваат white card, не знам што е. Кај нас има исто се собираат поени, бодови и на олимписката ранг листа во првите 6 луѓе што се со поени влегуваат директно, а останатите поени што се собираат од сите турнири, не од сите, има рангирани турнири G1, G2, G4, G8, G12, а олимписките игри беа G20. И на тие надпревари се собираат поени и како што кажав, првите 6 луѓе во категоријата што ќе бидат со највеќе поени, тие влегуваат директно на олимписките игри, а останатите идат на квалификации. А квалификации има континентални. Секој континент има квалификации кај што финалистите доаѓаат и така се формира бројка од 16 луѓе. 8 ден учествуваше некој друг за оваа Олимпијада од теквондо од Македонија? Не, за Олимпијадата не учествува, но за квалификациите учествува неговата сестра и Филип Додевски. Што го спомена? Беше на линијата да оствариме. Светски шампион беше на пат. Ние до крај на борбата, тоест една минута пред да заврши трета рунда, ја скрши шаката. Наше водство. Имавме водство и тоа беше доста стабилно. Продолжи со скршена шака до крај. Продолжи со скршена затоа што тоа е еден страшен атлет и тоа е скршена рака една рунда продолжи. Ете, тоа е тоа. Имало и поголем подвиг од тоа, ќе звучи неверојатно, ако сега две ексклузивни работи. Првиот медал кога се донесе за Македонија од U21, што го донесе Деки, во Бугарија во Софија, после првата борба тој го скрши стапалото. Со скршено стапало уште две борби продолжи и освои бронзен медал. Чудно звучи, неверојатно звучи. Како лекар има. Да, бандажиравме таму и продолживме до крај, отидовме над сите можни граници. Значи тоа е чудо, лекарите се чудат. Кога дојдовме тука во Скопје, брат ми е лекар, не знам дали знаете, он е доктор, општ лекар, да, и ние не знаевме дека е скршеница, мислевме дека е само оток. Кога стигнавме во Скопје, свативме дека тоа што го направил он таму е неверојатна работа и тука ќе процените за каков кофна човек станува збор. Лекар, интересно. Да, доктор, работи како лекар. Каратист, теквондист. Има ли време за или не, само теквондист. Само теквондист. Така рековте дека почнавте така. Не, ама тоа се аматерски некои моменти. Мојот развиток во борички спорт е теквондо. Од здравствен аспект како лекар. Гледате овој спорт. Еве споменавте процедурата што секој спорт е добар за секој спорт. Може би треба тука стратешки државата размислува уште мали нозе на пливање на секој спорт е убав, нема тука збори, нема тука да ги двојам спортовите, само ќе кажам дека теквондо спортот на пример еве, што знам по едноставна работа ќе кажам, ортопедскиот завод во Белград е во корелација со теквондо клубовите во Белград. За сите деца што имаат искривување на ребетот и сите деца што имаат рани стапала, ги праќаат првенствено на теквондо. Ете, една од придобивките директно, ќе ви кажам, останатите придобивки се секако борба против гојазност, борба против психички болести кај деца, борба против зависности, деликвенција, сето тоа се анулира со теквондо, односно сега ќе бидам директен со останатите борички спортови кои што ќе ги ставам на малку поинакво ниво во тој домен на воспитување на младината. Значи тоа е силна
улога на овој спорт воопшто. Така, теквондо се занимава со експлозивност и со брзина, теквондо вежбачите се изворедно гибки и еластични и ако е дејан човек од 2 метра, он може да направи некои биомеханички потези на телото што не се секојдневни за човек од 2 метра. Значи, ова е пред се благороден джентлменски спорт. Знаете, се вулгаризираше. Некој мисли ако е каратист може да се тепа со секој. Тие работи во воспитниот, во тренажниот процес треба на луѓето. Не е целта тоа, фала Богу. А и не е ни хумано дејан да се... Не, ја не реков, него знаете порано како се... Тоа не ми завршило хумано и самиот тој момент он е свесен дека не сме да се доведе во таква ситуација. Тоа се внесува, се гаи уште во почетокот на тренажниот процес, треба да ги кажеш дека ова е на децата на... Видите, кога дете ќе дојде на боречки спорт и кога ќе се сретне со моментот дека има некој посилен од него, а секогаш ќе има некој посилен од тебе, самиот тој момент ќе направи фидбек позитивен кај детето, внимавајте позитивен, да си рече чекај малце, јас можам да видам и вака и така. И за тоа време он кога ќе сака да го надмине тој што е појак, а ќе се роди природно чувство дека јас сакам да бидам појак од тој што е од мене, тогаш детето ќе помине низ тој еден процес на алхемија и ќе го избруси и духот, ќе го избруси и телото, и после тоа ќе добие и храброст, ќе добие и некоја самодоверба и сето тоа ќе го направи над ситуација во тие агресивни моменти. Секако тоа така би требало да биде. Од една страна, но од друга страна секој треба да знае да се брани. И тие две работи треба да се испреплетат меѓу себе. Ја прашам, дали имате интерес во Кавадарци да отворите клуб? Секаде низ Македонија. Која е процедурата? Дали преку училиштата да се пријавуваме, да се така го читаме? Ке ни сконтактираат луѓето, сите знаат каде да ни сконтактираат, значи Аз не треба само луѓе кои што имаат желба да бидат тренери, кои што имаат било како... Затоа што ова е интересно прашање од внатрешноста, треба да бидат тука да тренираат или во Охрид, тоа е... Да, најдобро да се расшири и тоа треба да биде една стратегија. Едно од трите столбови треба да биде тоа да се расшири овој спорт низ Македонија, заради тоа што сега е можноста за такво нешто и за такво нешто ни требаат луѓе кои што барем елементарно се занимавале со сличен, сроден боречки спорт, за да можеме низ еден период од година дена да полека се прешаутаат за да бидат во теквондо. Тоа не е едноставен процес, меѓутоа тоа е единствен. Тука имате дечиња, имате кои што тренираат од страна, кои што не се од Бутел, од Скопје, зборам за деца кои што немаат можност сега да тренираат. Има од Охрид, таму каде што има теквондо веќе, од другите градови за жал сега нема, но можноста е отворена, секако имаме студенти што се тука. Да, студенти. Ги повикуваме јас тие што им се допадна теквондото, сега новинарите, мене ми се интересни кога ги прашам какво впечаток тоа сте теквондо, вика супер динамичен, ние мислевме вика, ама тоа е вика изгледа за око многу убаво. Интересно е за гледање. Секако, видите се, дај лично да интересно е други да гледаш кој не си обременет со тоа дали така е, дали навијаш. Тука баш и не е толку... Значи, сите дуќани без град Скопје... Стресно е сега. Се беше под ключ. Дали ќе освои злато или сребро. Имаме информации дека државните институции прекинале со работа, приватни институции прекинале со работа, кои деше. Да, терминот беше 3 колку беше. Да, тоа се беше под ключ. Тука не можев и се тргна втора дека не можам да го гледам. Значи тоа е малку... Не знам вие како успевате да... Тоа беше преживување за нас. Како успеваме се трудиме, тоа не е работа, едноставно. Нема ништо тешко за тоа што ќе бидеш спремен. Ето, тоа е тоа. Значи, вие доаѓате се баре да водите емисија и сте спремни на тоа. Да. Замислете јас да треба да водам емисијата. Значи, ќе не можам да заспиам цела ноќ и ќе дојдам тука ненаспан и овако и ќе не знам што зборам. Така да припремата си го прави своето. Како тренер, може, има тайм-аут и такви работи, тоа кажете ми го. Тайм-аут нема, можност да прекинете, да направите... Ако не се согласам со судиска некоја ситуација, за која што смеам да дигнам картон и да побарам видео реплей... Тоа што го зборувавте на почетокот. Така е, да. Тогаш не. Тогаш го правите тоа, така? Тогаш го правам, ако одлуката е коректна, тоест ако е тоа што тренерот го бара, картонот се враќа назад. А ако сте промашиле, тогаш картонот го взимаат, само една можност имате. А совети може само со викање или ве слушам, така? Имаме различен начин на комуникација сега, некако. Со знаци, со... Некогаш и можеме да се погледнеме и така и тоа е, значи само сега да не бидам нема да бидам сватен како што треба, но тоа е веќе интерна работа. Значи има... Так. Може да се прекине натпревар?
Да се прекине на тоа, може? Како во боксот, да се фрли. Постава млаички, не... Секако, наша работа како тренери, меѓу другото, тренерот може да го направи. Дека има нека опасност. Не знам, значи не може да биде таа опасност од доминација. Може да не е добар надпреварувач од дента, нешто да не има проблеми некој. Секако заложени за здравјето во прво лице на надпреварачите сме ние тренерите. И тоа е тоа. Поготово ако сте и лекар, како вие. Поготово ако сте и лекар, тоа го доживувате на дупло поинаков начин и че не е успехот пред се, тоа е... Не, гледате. Мајката него, кога било мал, го донела кај мене Се да доверба, да. И она го направила најголемото нешто што може да се направи, тоа е да го дадеш детето на самодоверба на друг, за да работи со него. Тоа е највисоко ниво на самодоверба. И јас морам да почитувам таа самодоверба, таа доверба и одлука и да водиме сметка и за здравјето, затоа што тоа е примарна цел. Да. Јас ви благодарам, ви честитам уште еднаш. После ова, наредните денови ќе одмарате за 2 август или имате уште во агендата места, настани кај што треба да отидете? Дејан, да одмор ќе одиш до нека не затвориле, да Грција е слободна сега. Може една ситуација да споделиме, за 2 август бевме поканети од кабинетот на председател. Да го кажа на брифингот. Да. Со тоа што нашиот стаф е на прием, нормално ќе отидеме и кај премиерот и кај председателот, меѓутоа на ваков начин каде што барем малце политички може да се гледа работа, не сакаме да учествуваме и не сакаме, како што кажав на почетокот, било како политички да биде сватен овој успех, заради тоа што ние едноставно не смееме, ние немаме право овој успех да го гледаме поинако отколку тоа дека успех на сите нас во. Да, па не биле спортисти тоа што е Тамара. А и за волја на вистината, овој медал не обедини сите по секаква основа. Така му честитаат на деки сите националности, вери, луѓе и така. Кај што бев и колегите 2 дена зборевме. Не сум бил, сме зборели за ракови, фудбал. Сега за појма немаме. Се средиме со колегите, тука во кафишот и абе, кој е тај са, кој е овај, кој е, значи малку или штипски, кој е русино, тај читај по интернет, може ли да го тепа, векам, зашо да не, многу малку знаеш. Кажете им дека можеме, ке видите за скоро. За скоро ке осетне. Дај Боже, Дејан, за одмор не ми кажа. Здраве, да ги завршиме сите европски проба, после тоа ќе видиме. Ти честитам уште еднаш, ти пожелувам добро здравје на сите и благодариме. Злато, ево уште сега, после 3 години ќе биде така. После 3 години, да. На следната олимпијада Злато и би сакал тој русиното прва рунда да го. Ако може да се падна така може. Секако може. Па може. Се може. Благодарам. Дарко Костоцки, Борче Костоцки и Дејан Ѓоргиевски. Честитки уште еднаш. Стадион. Емисија за вашата вистина. Емисијата Стадион можете да ја гледате и на телевизиите. Ирис во сабота во 17 часот, Вис во недела во 17:30, Здравкин сабота од 20 часот и 30 минути, ТВ во недела од 16 часот, ТВМ во понеделник од 13, Нова четврток во 11, ТВ Плюс во недела од 11, Кисменада во сабота во 22:30, ТВ Протел во понеделник во 15 и ТВ Глоби во сабота од 19:30.